Во Штип одбележан светскиот ден посветен на лицата со посебни потреби. Лицата со посебни потреби се дел од нашето општество, од заедницата во која живееме. И токму затоа потребна е поголема едукација со која конечно ќе се надминат предрасудите кои за жал постојат и во 21. век. Да си родител на аутистично дете е многу тешко. Вака ја започнува својата животна приказна штипјанката Мирјана Гиневска. Таа е мајка на 15 годишниот Борис. Високо и стројно момче, чија пасија се компјутерите. На 2-годишна возраст лекарите му диагностицирале аутизам. И од тогаш па до денес, секој ден е борба, раскажува неговата мајка. За жал, потенцира Гиневска, се уште постојат предрасуди кон лицата со хендикеп. Има, еве јас, например, лично јас, секојдневно пешачиме со моето дете. Има луѓе кои што го знаат тој проблем, имат прочитано, имат на интернет и вака, упатени се во тоа. Но има и луѓе кои што вака се загледуваат и им е чудно. Мислам дека треба малку повеќе медиуми и да луѓето повеќе да се информираат за тој проблем, за да ја знаат таа проблематика со дечињата. Повеќе од 10 години во Штип функционира дневен центар за деца со посебни потреби, а од неодамна е отворен и центар за лица со аутизам. Единствен проблем со кој се соочуваат центрите е недостатокот од стручен кадар. Секогаш е потребен стручен кадар. Се настојува во соработка и со локалната самоуправа и со Министерството за труд и социјална политика да се надмине тој проблем. Во моментов се задоволени потребите. Значи секогаш ние имаме потреба од стручен кадар и секогаш имаме потреба од нов кадар. Децата со посебни потреби имаат можност да се образуваат. Во Штип, во основното училиште Ванчо Прек има паралелки за ученици со посебни потреби, а имаме и средно училиште за специјално воспитание и образование. За да можат да продолжат со својот живот, да бидат самостојни и финансиски да придонесуваат за семејството, во центарот Искра овие ученици може да се усовршуваат во 4 профили: земјоделска, текстилна, графичка и машинска струка. Последните неколку години голем број од нашите ученици се вработуваат и во државните институции, меѓутоа како податоци кои што ги имам од службите, наши стручни соработници, бројката на вработени лица е голем, тоест колку што имам информации во општина Штип скоро и да не постои невработено лице со посебни потреби кој што го завршило образованието кај нас. Во наредниот период се планира да биде отворен центар за слепи лица, но и центар за лица со посебни потреби од третата доба. Потоа идеја да се отвори дневен центар за стари лица со посебни потреби. Се планира да се најде соодветен простор затоа што просторот кој е под Светилија, тоа е простор на нашата библиотека, односно на Министерство за култура. Таму е договорено да Министерство за труд и социјална политика го финансира објектот, а ние се друго, каде на тие луѓе ќе им пружиме максимална нега и здравствена, но психолошка нега, ќе им се обезбеди дневен престој, разонода, па и храна. Во одбележување на 3 декември светскиот ден за подигање на свеста за лицата со посебни потреби, средното училиште Искра доби автомобил кој ќе биде наменет за потребите на училиштето. Општинските изборни комисии ги примаат барањата за да инвалидизираните, болните и изнемоштените лица може да гласаат во своите домови на ден пред официјалното гласање на 10 декември. Во Штип за само 48 часа доставени се 100 барања. Во рок од 2 дена до Општинската изборна комисија во Штип доставени се околу 100 барања за инвалидизирани стари и немотни лица да гласат во своите домови на 10 декември, еден ден пред предвремените парламентарни избори, закажани на 11 декември. Председателката на Општинската изборна комисија во Штип Сенка Андреева вели дека од страна на Државната изборна комисија ги добиле критериумите кои треба да бидат запазени за да им се одобри да гласаат во своите домови. Ние сме овде и денес до 19 слободно, нека доаѓа, али да биде подкрепено со полномошно, со копија од лични карти, со известување со специјалистички упут од специјалист, со решение од Центар за социјални работи, значи сето тоа што ќе даде огромен печат или доем дека станува збор за лице стварно болно и немо.
Во општина Штип ќе се гласа на 80 избирачки места, промени има во неколку населби, каде што се мени локацијата, односно објектот каде што граѓаните ќе можат да го остварат своето избирачко право. Останатите места остануваат со исклучок на Аневски винарија или Уза Железничка, каде што постоеше Аневски винарија, сите знаеме каде е, како место за гласање, но сега не се гласа таму, него се гласа во урбана заедница Железничка, во просториите на урбана заедница Железничка. Во урбана населба, односно заедница Ново село, се гласа во клуб на пензионери, или велиме тоа е основното училиште, малото училиште што постои во населбата Ново село, и детската градинка Вера Циревили Трена е уствари под влијание на основно училиште Ванчо Праки. Андреева забележува дека вчера и денеска се спроведуваат интензивни обуки за членовите на избирачките одбори и е задоволна од нивниот одзив на овие обуки. Учениците од Центарот за средно образование и воспитание Искра ги посетија и најголемите политички партии ВМРО, ДПМН и СДСМ. За да покажеме дека сепак оваа категорија на луѓе постојат и дека не треба само на 3 декември да се потсетиме на нив, туку дека треба да се потсетиме секој ден, за да можеме да најдеме соодветни мерки и начини да ги вклучиме во самиот процес на општеството. Мораме да направиме се за да овие лица со посебни потреби им дадеме шанса да се образуваат, да има луѓе кои што ќе ги учат, така што ќе се посветиме и на тоа прашање, да секој од овие дечиња добие свој учител, наставник кој што ќе ги учи, кој што ќе им даде шанса да бидат дел од ова општество. Како и секоја година, така и оваа година дојдовме да ги посетиме учениците од средното училиште со посебни потреби Искра и за овие дечиња оваа година дониравме облека и учебници. Сметаме дека дадовме еден мал допринос во одбележувањето на овој ден. Заврши реконструкцијата на тушевите во градската бања Кежовица во Штип. Средствата од околу 20.000 швајцарски франци се донација од Швајцарската агенција за развој и соработка преку проектот кој го спроведува Центарот за источнопланскиот регион, а 15.000 евра се обезбедени од буџетот на општина Штип и на јавното предпријатие ИСАР. 300 години Штип ја има леговитата вода на бања Кежовица. Од Кежовица многумина виделе фајде, а традицијата на штипјани да одат на бања се уште актуелна. Откако претходно беше реновирана машката општа бања во Кежовица, од денес комплетно обновени и тушевите на бањата. А повеќе од 50 години делот на тушевите и кадите не беше реновиран и реконструиран, не беше извршена интервенција. После завршувањето на колективната женска и машка бања, дојде ред да го завршиме овој дел. Финанската поддршка дојде од Швајцарија преку Источниот плански регион. Зедовме некаде околу 20.000 франци. Општината заедно со јавното предпријатие 15.000 евра финансираат и лично мислам дека ово што е направено од фирмата Бао Инженери која го доби тендерот покажува како треба да изгледа еден пристоен објект. Остануваат уште некои мали финеси кои ќе ги довршиме. Придобивка е што нашите граѓани ќе може да ги користат лековитите води на бањата Кежовица, кои се едни од најлековитите во Европа, кои се со потврдена тераписка вредност, каде може да се лекуваат дегенеративни заболувања и каде праксата штипјани да се доаѓаат овде ќе биде уште поомасовена. Директорката на Центарот за развој на Источноплански регион задоволна од соработката со општина Штип и јавното предпријатие ИСАР. Општина Штип е еден успешен партнер кој што благовремено ги кофинансира средствата предвидени во проекти. Ова е токму еден таков проект каде што партнер ни е покрај општина Штип и јавното предпријатие ИСАР. Меѓутоа морам да кажам дека од 2017 година проектот што досега го имплементиравме, а тоа е програмата за зачување на природата во Македонија преку Швајцарската агенција за развој и соработка продолжува во еден нареден период од 4 години со нови 3,5 милиони швајцарски франци. Очекувам дека во наредната година ќе добиеме одреден предлог проект од страна на општина Штип и јавното предпријатие ИСАР за доградба и адаптација на постојниот простор со легла, овде што го имаме, да се догради, да се зголеми бројот на леглата, бидејќи на вистина не треба овој природен потенцијал да остане неискористен во наредниот период. Бањата Кежовица заслужува
убави спа услови. Директорот на јавното претпријатие Исар Ангел Бојаджиев најавува дека и понатаму ќе продолжат активности за обновување на комплексот во Бања Кежовица. Јавното претпријатие ИСАР заедно со општина Штип и Источнопланскиот регион покажа како за многу кратко време се реновира нешто што беше запустено, што беше оставено на времето на заборавот. Сите знаете дека овде беше ужасно, дека немаше никакви услови за капење, а знаејќи го квалитетот на водата дека е втор во Европа. Тоа мора да го искористиме и еве го искористуваме на најдобар може начин со самото тоа што ги изреновиравме сите туш-кабини овде, претходно изреновиравме Машката бања, ги изреновиравме собите за престој, а во скоро време ќе имаме и модерен спрат на собите за престој. Инаку, 2 парцели кај Бања Кежовица се продадени за изградба на современи хотели со спа центари, а од наредната година општина Штип ќе подготви и други проекти заедно со Источнопланскиот регион и со јавното претпријатие ИСАР за реализација на активности кај Бања Кежовица. До крајот на месецот, поточно до крајот на годината, заинтересираните граѓани и правни лица ќе може да поднесат иницијативи за изработка на нов урбанистички план или измени и дополнување на постоечките. Во рок од 15 дена, општина Штип ќе се произнесе по доставените иницијативи. Предмет на иницијативите може да бидат донесување на нов урбанистички план или изменување и дополнување на постоечките планови, како и урбанистичко-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата. Јавниот повик ќе трае до 31 декември 2016 година. За сите прифатени иницијативи, подносителите ќе бидат информирани во писмена форма или во електронска форма преку информациониот систем e-урбанизам во рок од 15 дена од истекот на рокот за поднесување на иницијативи. Студентите од 5 правни факултети во државава се надпреваруваа во симулирано судење. Суди, обвинители, бранители, сведоци, судска полиција. Беа улогите на студентите во судницата за предмети од финансискиот криминал, убиства и тешки кражби, а нивното знаење и вештини ги оценуваа судиите од Врховниот суд. Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денеска беше домаќин на финалниот надпревар симулирано судење, во кој учествуваа 5 тима од сите правни факултети во земјава. Универзитетскиот професор Лазар Нанев вели дека проектот се реализира од почетокот на годинава, а со финансиска поддршка на мисијата на ОПСЕ. Забележа дека целта на студентите на 5 правни факултети е заеднички да ги споделат најдобрите практики и теоретски знаења, кои се однесуваат на примената на новиот закон за кривична постапка. Можност во изминатиот временски период студентите на овие правни факултети заедно со нивните ментори професори да ги изучуваат најдобрите начини на кои што се врши презентација односно симулирано судење, бидејќи сметаме дека симулираното судење е една од најдобрите форми преку кои што може да се пренесе знаењата кон студентите. Смета дека практичната настава преку симулирани судења ќе овозможи на студентите да ги подобрат перформансите на правосудниот систем во земјава, кој што трпи сериозни критики како од домашната, така и од меѓународната јавност. Студентот Иван Ангеловиќ од Правниот факултет во Штип вели дека надпреварот по симулирано судење е одлична можност студентите да го покажат своето знаење, но и да бидат подготвени за влегување во судница. Нашиот случај е финансиски криминал, а нормално како и секој од останатите универзитети ние очекуваме победа. Меѓутоа пред се ќе се задржиме на добрата дружба со останатите колеги, размена на знаење како што споменав и се надеваме на победа. 5 тима на Правниот факултет во земјава имаа симулирани судења за случаи од областта на финансискиот криминал, убиства и тешки кражби, а во денешното финале тимовите се оценуваа од страна на судии на Врховниот суд на Република Македонија. Студентите се оценуваа во 2 категории: во ораторски способности, квалитетот на поставени прашања, комуникацијските способности и во квалитетот на формата и содржината на списите од предметот. Штип ќе се вклучи во програмата за одбележување на 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Во понеделник во црквата Свети Климент во населбата Сења ќе се одржи свечена академија. Конкретно на иницијатива на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев влеговме во рамките на оваа програма со 2 значајни настани. Еден настан што сакаме да го најавиме е свечината академија што ќе се одржи в понеделник во 14 часот во црквата Свети Климент во населбата Сењак во Штип.
Конкретно на оваа свечена академија ќе земат учество представници, односно професори од музичкиот состав Портал, кои што се вработени на Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Она што библиотеката го работи на ова поле и на оваа тема по повод 1100 години од упокојувањето на Свети Климент е пред се објавената монографска публикација Словенската писменост во Македонија, сработена и изготвена од професор доктор Виолета Мартиновска, објавена во оваа 2016 година, каде библиотеката се јавува како издавач. Исто така, библиотеката започна и со уредување на првото електронско меѓународно списание Медиевал по истиот повод во истава чест. Субвенциите се од голема помош за земјоделците. Велат дека без нив тешко ќе може да ги покријат трошоците на производство, а и да остане нешто и за нив. Земјоделците во Штипско велат дека потешко ќе се снајдат во производството ако не ги добиваат субвенциите. Потенцираат дека им се од голема помош кога приносите ќе потврлат, а и најмногу и требале за да ги покријат трошоците за скапите препарати и ѓубрива кои ги користеле во самото производство. Ако не ни покријат ни трошковите, барем ако не друго. Ако нема род житарица, барем тоа ни покрие. Ако не, тоа па ичпа, за никаде. Како оваа година што беше 6 декара 7 нива, 9 вреќи. Тоа ништо, трошковите што сум ги дадел не ги покривам, тоа е. Како не ни се од помош? Плати ми си орањето, плати ми си средствата за прскање што не се. Дел од гориво го покриеме, оно што си го набереме, остане ни гратиста. Нека треба да дадеш пари за орање, пари за прскање, пари за тие ни дојде добро дојде. Експертите порачаат дека субвенциите треба да имаат развојна, не социјална компонента. Средствата да ги користат за промовирање на нови правци во земјоделското производство и модернизација на нивните стопанства. Во Штипско и Карбинско за субвенција аплицираат над 3500 земјоделци. И овој петок нашата камера беше на градскиот пазар во Штип, а таму штипјани си пазаруваа вообичаено за цела седмица. Сончевиот зимски ден овозможи на градскиот пазар во Штип да биде раздвижено во текот на целиот ден. Штипјани и овој петок пазаруваа вообичаено за цела седмица, пазарџиите задоволни од прометот, иако цените се намалени. Цената е съвсем малко, сега е намалена, не е 13 денари, тук има от 8 денари до 10 денари задо. Празо е 100 денари от топче, цените са нормално, да кажем. За местните производи и овошјето се продаваа по слични цени како и претходниот петок. Грахчето е котка, ориз 60, кикиритката 150, печена 200, пражена 160, ливливијата 250 со 280, овошјето лимоно 60, банана 50, мандарина 40, крушата 70 и кива имаме од 20 до 50. На градскиот пазар во Штип барани и производите кои се вбројуваат во здрава храна, но граѓаните најмногу ги купуваа актуелните производи за овој период од годината. Тројца лекари им дале сертификати за положен испит за брза помош на кандидати за возачки испит без да ги исполнат условите за тоа. Кочанската полиција денес ги осомничи за несовесно работење во службата и им поднесе кривични пријави. Тројца доктори, од кои двајца од Кочани, еден од Ѓевгелија, од денеска се со кривични пријави од Кочанската полиција поради постоење на основи на сомнение дека сториле кривично дело несовесно работење во службата. Според пријавата на полицијата, прво пријавената 47 годишна докторка од Ѓевгелија и второ и трето осомничените 55 и 27 годишни доктори по општа медицина од Кочани во текот на 2015 година во 5, односно 1 наврат пропуштиле должен надзор, односно несовесно постапиле со тоа што им овозможиле на кандидатите за идни возачи да го положат тестот за проверка на знаењата по курсот по прва помош и да добијат сертификати. Според надлежните, кандидатите за идни возачи не ги исполнили условите да се стекнат со право на полагање, бидејќи не присуствувале на целата настава. Кочанската полиција годинава поднесе кривична пријава и против собственик на автошкола во Кочани, кој го осомничи за даночно затајување. И на крајот на дневникот спорт.
Тимот Партизан 2012 од Штип успешно ја спроведе активноста Спорт и игри без граници по повод Светскиот ден на лицата со инвалидност. Децата се надпреваруваа во пикадо, пинг-понг, фудбал и кружен полигон. Пливачкиот клуб Челични од Штип ќе учествува на меѓународниот митинг што по пети пат ќе се одржи во Благоевград, Бугарија. На пливачкиот митинг ќе настапат Смилјан Нашков, Ристе Нашков, Иван Киров, Кире Глаев, Матеј Трајчев, Христијан Јанков, Вероника Зашевска, Антонија Андоновски и за прв пат ќе настапи и 7-годишниот Игнат Санев. Посакуваме успех за сите наши млади пливачи. А одбојкарските екипи на УГД студент надпреварите од редовното петто коло ќе ги играат дома. Девојките се домакинки на Пелистер волеј, а момците се среќаваат во Струмица. Утре сабота и двете штипски одбојкарски суперлигашки екипи надпреварите во рамките од петтото коло ќе ги одиграат на свој терен. Машката екипа на УГД студент ќе биде домаќин на екипата на Струмица. Надпреварот ќе се одигра во салата Јордан Мијалков со почеток во 12 часот и 30 минути. Во 16 часот пак во истата сала ќе се сретнат женските екипи на УГД студент и на Пелистер волеј од Битола. Еве ги комплетните двојки за ова петто коло. Жени: Наковски волеј Македонија Макс, Бамикор Универзитет Тетово, Јанта волеј СВСК и УГД студент Пелистер волеј. Во конкуренција на мажи се среќаваат Лешок Лирија, Вардар Борец, УГД студент Струмица и Пробиштив Шутова. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 3 декември. Овде го заокружуваме петочното издание на Дневникот на Ирис телевизија. Благодарност за вниманието. Имајте убава вечер, пријатен викенд и бидете со вестите и утре во редовните термини. Довидување.